На регионот му се заканува иднина без домашно произведени пиперки и патлиџани. Понудата на синонимот на земјоделска Македонија на градските пазари секоја наредна година е се помала и помала. Она што со голо око може да се види на тезгите, го потврдува и статистика според чии анализи за 5 години градинарското производство е намалено за цели 7100 тони. По култури најголем пат има кај кромидот од 4100 тони во 2011 на 1900 лани. Пиперот бил со производство од 6700 тони, додека сега е на 4200. Компирот од 30500 паднал на 29800, доматот од 7600 на 6200, а краставиците од 900 на 840 тони. Зошто е ова вака, градинарите со свое образложение. Климатските промени се го прават своето, го земат својот данок. Од друга страна, младите се помалку се решаваат за занимавање со земјоделство, со градинарство, бидејќи е нерентабилно, за жал, скапи семејски материјали. Од друга страна, како што спомнав, глобалното затоплување, климатските промени, неприродните 42 степени кои се сахарски температури, афрички, екваторски, а не својствени за нашата умерено континентална клима. И со други зборови, климата ни малку не погодува на градинарите. Но ова не е единствената причина за намалување на градинарското производство. Ниски цени има, да ти кажам, реално ниски цени има, земјоделието не може да обстане со тие цени. С тие цени, ако продолжиш така, не можеме да обстанеме. Се повеќе се разбегува народот, јас още до мојата генерација понатам млад свет не може да работи со тие цени. Дури и јас се пишманам што останах тука. Треба да се управи нешто, да се земе некои рестрикции во земјоделието да може да се обстане. И со това така што да политика не бива. Што и како се случува со производството на градинарски култури е прашање на посериозна земјоделска анализа, но последиците ги трпиме сите, а тие доправа ќе бидат видливи. И се плашам дека перспективата на градинарството во Кочани ќе биде многу лоша, понудата ќе биде се послаба. Со други зборови, го нема тој вкусен домат што го имаше од оризари, од зрновци, од грдовци, она грдовска краставица, позната, вкусна, гергана сорта. Напротив, се повеќе понудата е од оранжериско производство, кое ја нема таа сласт, тој квалитет што го имаше порано, доматот, краставицата, кој за жал се помалку ги има. Ова е реалност со која секојдневно се соочуваме и своевиден пораст на политиката на субвенционирање на земјоделските производи, чија цел беше зголемување на производството.